подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. А ова што е концептот на поиша гости е исто маестрално. Например, еден предходно си водела ти као поиша ток-шоу? Еден на формат еден, како ова? не, интервју на бекстејдж нешто сум правила. Што многу е добро кога ќе се судрат карактери, тука меѓу нив кога ќе ја направат емисијата, ти само сите ќе ги подбуцнеш. Тоа е поентата. Тоа И е сите поентата. меѓу Тоа е себе. најубавата работа кога ќе ми останат прашања, не испрашани прашања, затоа што значи дека емисијава била супер, немало потреба ја да се трудам. И се е одговорен. Да. Сега кога почнуваш ти официјално со твојата кариера? Кога се почнеш на телевизија прв пат пред тоа што се случува? Значи јас почнувам 2003, значи официјално, кога отидов на аудиција во Томато продукција, кога бара нови ТВ лица. Сега од времето тогаш постоеше една модна агенција, не знам дали си слушнал, дали ја знаете, Натали Грубовиќ. Натали Грубовиќ, значи беше популарна со тоа што беше дел од бингото со После Игор тркалото не беше Џамбазов. исто? Тоа е друга Натали. Не знам, Натали беше популарна со бингото и со Игор Џамбазов и онаа популарна фраза Натали дај му на човекот. Ако тоа го Тоа е паметите, мит значи само по тоа е себе. тоа. Да. Таа Натали, значи имаше една модна агенција во која што значи собираше тогаш во тоа време 2002-2003 година, значи собираше лица кои што ќе бидат на телевизија. Значи тогаш се пријави во таа агенција, она како нели поранешна манекенка, исто така имаше и курсеви за манекени, за манекенки, меѓутоа јас со мојата висина не можев да бидам ни едното ни другото. Па за тоа значи бев во делот со ТВ лица и во суштина така ме предложи Натали да отидам во Томато продукција, на почеток само како тогаш имаше некаков тип на промоција на облека од познати брендови кои што ги носеа модели, значи нели некако реклама, туку буквално нели облечени како модели. Тоа беше моето прво телевизиско појавување, а претходно за да стигнам таму каде што сум, значи се појавував и се пријавував на сите аудиции кои што ќе ги прочитав во весници, тогаш се читаше во весници и ќе си најдеш на оглас се бара телевизиско лице за тоа и за тоа аудиција тогаш и тогаш таму и таму. И тогаш одев на една, на друга, на трета, најчесто ме одбива, меѓутоа јас не се откажував и интересно е тоа што ме одбија точно тие двајцата за кои подоцна работев. Тоа е многу Long интересно. story short, се ме интересира пред тоа, спомна дека си се пријавувала на сите можни конкурси и слично. Имаш изјавено дека уште од 10 години се гледаш на телевизија. Си ја разборичкала ли таа тема во себе, од каде е тој порив, таа желба за јавно експонирање, појавување на телевизија, медиум како формат? Што беше тригерот од тука за тргнеш во таа насока? Па не знам, да речем, ја уште како мала кога се прашував како луѓето влегуваат во телевизорот и мислев дека позади постои едно дупче во кое што прво мора да се смалиш и потоа од позади да влезеш во телевизорот и така да влезеш во таа кутијата, затоа што порано беа телевизорите како кутии, значи не беа оние нели тенки сега како што се, значи можеше да се соберат таму човечиња мали и јас, значи таа желба моја да јас се смалам и да влезам во телевизорот, мислам дека беше пресудна за тоа да сакам јас да работам на телевизија. Целата таа магија која што ја како дете ја гледав дека е нели она прво треба да се смалиш па да влезеш, значи ми ја побуди желбата да се појавам на телевизија, а подоцна нели кога гледав, тогаш имаше само МТВ1, МТВ2, имаше некои српски телевизии, значи во далечната 84-та, 5-та, 6-та натаму. Значи тогаш ми беше фасцинантно и многу ги сакав да ги гледам тие луѓе кои што се таму и кои што така свечено, културно и некако надмено се обраќаат кон нас гледачите и посакав да бидам дел од таа цела приказна. Се само да те прашам, бидејќи со ова се што спомнав, првото појавување 2003 неде, која сум, значи 3 години од прилика, и ти си, бидејќи ден денес е актуелно баш пред снимањето, сега спомнавме колку и ден денес си up to date со се, буквално пробуваш да постигнеш и си некако највисоко според некој моја мислење, мислам дека ќе согласат сите гледачи дека некако на највисока нога успеаш целата таа медиумска приказна да ја доловиш. Ме интересира тогаш телевизијата како си ја доживувала, малце сега ни спомна и како ја доживуваш денес. Бидејќи, окей, може да сватам по таа сензација некој да се најави во телевизорот, тој биле претпоставувам дека и во тоа време било многу посензационално самиот тој медиум како телевизор, општо да гледаш некој со кој што немаш
толку не можеш да воспоставиш конекција како денес преку социјални мрежи, инфлуенсери, тиктоци, се нели се е помалку актуелно, потешко да бидеш актуелен или да бидеш така некако чуден да дадеш слика на некој човек. Како гледаш денес? И што е тоа денес што го гледаш во ова што го правиш, што е всушност истото што го правиш 20 години, ама како денес гледаш на тоа? Магијата на телевизијата, оној кој што не бил внатре во телевизија, односно не бил во реализација на телевизиски проект, не може да ја разбере. Затоа што станува збор буквално за магија и буквално влегуваш во еден сосема поинаков свет во кој што не можеш да влезеш секојдневно. Значи овдека ние кај што се наоѓаме во моментов, значи ова може да не биде и секојдневно. Значи можеме да ги тргнеме микрофоните и да си седиме и да се изборуваме, или може да биде тоа прилагодено студио, можам ја да си дојдам вака облечена, не мора никој да се труди, значи можеме јас и ти сами да го направиме ова, меѓутоа за да се направи телевизиски проекти да изгледа гламурозно и така фасцинантно, тука постои екипа која што се труди тоа да го направи. Значи моментот наречен, значи целата таа поставка, целото тоа подготвување, целото тоа значи влегување во студио, значи тоа е буквално едно ќоше, позади може да има нели милион расфрлани, не знам, други делови од сценографија, ова ќоше изгледа толку гламурозно и неверојатно, значи буквално влегуваш во магија. Од тука од кога вака ќе прескокнам, значи од студиово натаму е нешто сосема друго, значи буквално влегуваш во еден друг свет. И ден денеска сето тоа мене ме фасцинира и ме возбудува и е невозможно да го доживеам на ниту една друга платформа. Знам дека подкастите се нели во подем и дека сето тоа кое што може да го направиш на подкаст, па е многу полесно да го направиш во однос на емисија, меѓутоа мене па не ме предизвикува, затоа што ми е многу лесно и многу едноставно. Што би се рекло been there, seen that, односно сум ги правела тие интервјуа еден на еден кога сум испрашувала, да речеме, разни гости кои што ни доаѓале на времето во бекстејдж, или значи буквално вака сме се седеле па сме си подавале микрофон или за да сето тоа се разговара, а целата таа пак ќе речам магија на толку луѓе кои што работат. Значи имаш и тонец, имаш на X Factor буквално имаше за се, од типот имаш тонец, имаш не знам кабломан, имаш оној имаш светломајстор, имаш човек задолжен за тебе, имаш сценарист, имаш сценограф. Значи тоа е една цела екипа на луѓе која што работи за да сето тоа изгледа онака гламурозно и фасцинантно и се трудам таквиот склоп на луѓе да го имам и сега за да ја уживам во тоа што го работам. Сум имала понуди да работам и подкаст, меѓутоа некако тоа за мене не е таа истата магија која што ја сакам да има. Апсолутно. Значи самиот процес е како треба го едно збор. Процесот, да. Процесот се уште. Процесот уживам, да, и некако се уште ми е останато од тоа дека ако си на телевизија имаш некаков кредибилитет, затоа што сепак таму има некаков закон, нешто што е озаконето, постои нели агенција за аудиовизуелни уметности кој што те ограничува до некаде. И ти вика ова вака треба, онака треба. Значи не можеме да бидеме баш слободни, па можеби и тоа што не можеш да бидеш до толку слободен, па некако ме предизвикува за да нели во рамките на тоа малце нели да поместам граница на нешто, да, затоа што овде сме сосема слободни, значи можеме што сакаме да правиме, а тоа некако во рамките да направиш мал помак за мене предизвик. Така ги спомна подкастите ти, не ми беше планирано да прашам, сакам да ми кажеш некој твое мислење како гледаш ти на тоа, општо на тоа што се случува моментално. Има доста медиуми како подкасти, како нашиот и слично. Како гледаш ти на тој феномен на подкастување? Одлично е што се појавуваат подкасти и многу ми е драго затоа што мене лично ми олеснуваат многу работата, затоа што луѓето почнаат да зборуваат, да се отвараат, значи да разговараат, не само да зборуваат на сопствената тема и дури не само да зборуваат онолку колку што мислат, туку колку што е дозволено да речеме кратко, јасно да одговорам, ти ме прашуваш одредено прашање, аз ти го одговарам кратко и јасно, сега веќе и ги шират. Така да многу ми е драго што се појавуваат подкастите, затоа што ја олеснуваат работата да наоѓаме соговорници кои што сакаат да зборуваат и кои што се лесно достапни и се разговорливи. На почетокот кога ја почнав нешто конкретно не беа толку во подем, значи подкастите, тоа беше сега тоа не е многу одамна, нели? Тоа е 2021 на крајот, 2022 почнавме. Така што, значи, не можевме да му поставиш прашања на соговорник, он би сакал да разговара за темата која што е само неговата тема. Значи, сака пејачот да си каже дека издал спот, дека напишал некоја нова песна, воопшто не сакаат да се отвараат на слободни теми, нели, да разговараат,
ама еве, драго ми е дека постојат подкасти и драго ми е дека секогаш квалитетот испливува на површина, така да може да се намножат и 100, и 200, и 300 да ги има, меѓутоа квалитетните секогаш ќе останат. И тоа е правило кое што значи важи. Секој може да се опроба, меѓутоа оној кој што е конзистентен ќе издржи и оној кој што е автентичен ќе издржи. Така, сега би се навратил јас малце на почетокот што го спомнав од 2003-та, сакам од таму малце да го. Ако сум ти многу озбилна, ти кажи, Не, супер. не знам кој ми е стилот на што Не, знам. јас те гледам малце како преку телевизор. Таа нова генерација, што ве знам? Мислам дека сме супер. Сега само да се навратиш во тоа некое време, твојот прв проект, значи првото е некое појавување, претпоставам поскромно почнува, а целата приказна. Проектите како се движеа? Па пази, ја не почнав скромно, мислам дека некој ќе ми рече дека имаше среќа, па не почна скромно, туку почнав во најголемата телевизиска продукција тогаш кога беше, значи беше Томато продукција, која што на вистина за тоа време, значи беше она врвот. Значи имаше огромно студио, имаше сценографи кои што се местеа сценографии за секоја емисија, значи се емитуваше на тогаш најгледаната телевизија А1. Значи имав свој организатор, имав свој снимател, имавме свој тонец, значи буквално ја почнав она како што треба по книга, значи не е дека сум се мачела па на пример јас сама да одам со микрофонот, не, имавме и свои шминкери, светлаџи, значи буквално се. Сакав да се навратам на тоа кога ми викаат ти имаше среќа, не, ја немав среќа, него само не се откажував од мојата желба, значи реков ме одбиваа истите луѓе кои што работев, значи ме одбија и Томато, ако е за волја на вистината. Значи стварно, меѓутоа ја не се откажував. Значи едно и друго и трето и постојано сакав да кажам дека вредам и сакав да успеа. Значи тоа беше тој проект кој што се викаше Red Hot, кој што беше спонзориран од тогашен Мобимак, значи сега веќе е Телеком. Значи баш беше она врв и не постоеше друга телевизиска емисија која што го третираше шоу бизнисот. Тогаш беше Red Hot само, подоцна нели почнаа другите да се развиваат, па затоа и можеби моите критериуми самиот старт беа многу високи и онда секој она пониско некое прифаќање на некаков проект кој што не располага со сите тие нели луѓе кои што се тука за да помагаат и за тоа да изгледа совршено, го одбивав, буквално не сакав да работам на нешто тако и пак ќе речам колку и да изгледа тоа дека сум имала среќа, не сум имала среќа, него навистина е работа, неоткажување и себе докажување. Да. И сега сам да ми кажеш нешто како некој што не знае, ти си била во тоа учесник. Во тоа време само спомнаш дека на некои шоу бизнис проекти биле најголемите спонзори како во тоа време телеком оператори и слично. Кога се повлекува некако големите играчи од телевизиите, бидејќи ќе се согласиш? Не се повлечени, никој не е повлечен. Значи најголемиот број од реклами кои што се даваат, се уште се даваат на телевизиите. Значи не се повлечени, само едноставно не спонзорираат телевизиски проекти. Зошто тоа, мислам, до неодамна тоа се случуваше, значи спонзорира, Телеком имаше своја емисија која што исто така ја работеше Томато продукција, дали се викаше Недела попладне, нешто така, значи го правеа тоа. И ден денеска, еве да речеме Маријана, која што ја води емисијата Седмо небо, значи таму најголем спонзор е Лотарија на Македонија, така да не е дека се повлечени. На бекстејдж, значи, спонзори беа А1, сега ние тука сите ги спомнав, треба да се подпишаат. Меѓутоа, не знам зашто се откажале, не знам, значи јас сум тоа поише како приказ на сите. некоја, или така не е замислено во главата, можеби и помалку работи, бидејќи сега некој би рекол многу е тешко не за да се направи некој проект, еве една страна со луѓе и што се во работата и што не се тешко да се направи проект, веројатно со тоа ќе се согласиш и ти бидејќи сама ја правиш твојата. Нормално, да. Зашо е тоа така? Гледано од перспектива на порно, дали било полесно во тоа време и тоа број топ тир играчите во тоа време, нели? Дали им било полесно да направат проект отколку што ти е сега на тебе? Правењето на проекти порано можеби беше полесно затоа што продукциите сами ги правеа продуктите и ги пласираа на телевизија. И за да има нели телевизијата продукт, ангажираше продукција која што треба тоа да го направи за нив. Меѓутоа телевизиите сега сами си ги прават своите продукти, нели? Така да таму се рекламите, значи во телевизијата се рекламите и нема потреба нели надворешни продукции да тоа на нив им го прават. Значи се затворија од времето, подосна се затворија многу продукции кои што
значи супер функционираат. Па сега еве некако гледам дека пак се враќа времето на продукциите, па сакаат да прават нели емисии да ги пласираат на телевизија, меѓутоа пак ќе ти речам поинакво беше времето. Тогаш беше поинакво времето, значи сакаа да спонзорираат проект затоа што немаше каде и немаше кој. И се знаеше дека тоа ќе биде гледан проект затоа што немаше каде да се види, па немаше каде да се види нити Каролина, нити Владо Јаневски, освен ако не е во таква некоја шоу-биз емисија или во некое такво ток-шоу, а за да го направи телевизијата, значи тогаш можеби немале ресурси, меѓутоа знаење, умење, имале продукциите, па нив ги ангажирале. Така да друго беше времето. Сега све си имаш на YouTube, на Facebook, на Instagram, ако не е таму е на LinkedIn, се оние нели бизнисмените, така да друго беше времето, едно беше, знаеш, едно беше, пушташ на телевизија за све да видиш. Сега, ако не го видиш на телевизија, имаш шанси да го видиш на YouTube. Ако не го видиш на YouTube, можеш да го видиш на Facebook. Ако не, онда ќе идеш на Instagram да гледаш нели шортс, па идеш да видиш и на LinkedIn нешто што се случува, ако е некој господин кој што има што да понуди. Значи целата работа некако се разлеа, премногу се усложи, било многу поедноставно. Ми се свиѓа, значи ти како ги кажеш што биде, веќе често луѓето сакат и да преувеличуваат, нели некои цело време се ставаат некои лажни наративи, те вака беше, те така беше, не сум многу реално си кажував, всушност се е некако и во денешно време ако се гледа колку само подкаст има, во тоа време немало ни толку емисии се на се, така што и се нормално и да е тешко и мислам дека многу добро кажа дека тие што се најдобри, што се решени да успеат, дека тие ќе успеат и нема да имаат. Мораш да останеш автентичен. Мораш да останеш автентичен и да се одвоиш од масата. Значи, мора да се одвоиш од масата за да бидеш забележан. А ако се сите исти, не, мислам, можеби ќе опстанеш, нели, долгорочно ќе опстанеш, меѓутоа ако си ист како другите, зашто би те гледале, ме разбираш? Нема потреба да те гледаат. А кога мислиш дека кај тебе беше тој breakthrough некако да се пронедеш во таа улога на Снеже Велков и да се поврзеш луѓето како те гледат и ти? Кога беше тој некој момент, проект или слично, каде што некој breakthrough би можела да наречеш, одскочна даска или како и да се нарече? Па, може би беше бекстејдж, заради тоа што тогаш веќе почнав многу повеќе да се промовирам како Снеже Велков. Во Ред Хот бев Снеже од Ред Хот, значи Снеже девојче некоја која што била од Ред Хот и бекстејдж беше некако затоа што ги промовираше и ликовите, значи беше Снеже Велков и прв пат тогаш почнав и да се представувам како добре дојдовте, јас сум Снеже Велков, вие гледате бекстејдж, така да тоа беше она првично. Трейдмарк. А тогаш и уредникот имаше и таков некаков свој пат по кој што сметаше дека треба да се движат водителите, да ги ангажира и да ги промовира секаде каде што може тоа да се направи, дали тоа ќе бидат на концерти. Еве сега го најавија концертот Тони Зен и Слаткар. 5 април. Еве ти ексклузива, па што не знам ти дали знаеш. Значи концертот кога им се случуваше во Борис Трајковски, значи најавата на оној голем видео бим ја направив јас. Тогаш ние бевме медиумски покровители со бекстејдж и најавата беше од типот спушти се доле, нели тогаш му беше популарна онаа песната Спушти се доле и од типот нешто на него нема да го поздравиме затоа што пцуе како копиле, меѓутоа тоа беа нели стихови кои што беа спојка една и еве после толку години, значи пак ги гледам дека заедно они ќе биде добро сега пак да наприш на. Не, сега не знам, тоа останува на Тони и на Слаткар да видиме што и како, меѓутоа тие концерти кои што ги правеа, значи пази за тоа време беше фасцинантно, за жал покоен јас викам дека е саемот на Скопскиот саем беше, тоа беше еден извонреден простор во кој што се случуваше. Тони Зен дојде со еден џип, значи тоа беше толкава бројка на млади деца, на луѓе кои што се собраа тогаш во неговата најголема она популарност на Слаткар, јас не сум видела, значи тоа беше она вау, значи гледаш на македонски артист толкав број на луѓе, тоа млади деца, значи тоа не се повтори од тогаш до сега, се нема повторено. Ајде да видиме, да ги чекаме сега, значи стварно имаат сега многу добра музика која што ја прават. Зборам од некои нови се нема млади. Сега и таа тема често тој наратив се отвора дека сега немаме естрада, ти си ушел тоа време во информативен естраден медиум како бекстејдж. Тука каде мислиш дека е исто преломот, каде се случи да за да дое до тој момент ние да збориме, немаме страда, немаме. Еве имам таква тема, баш ќе обработам во нешто конкретно, јас им давам шанси на младите, многу сакам. Меѓутоа мислам дека поаѓаат од
погрешна поидовна точка, Мотив? првенствено заради тоа што одат многу по оние шоуа во кои што сакаат да се надпреваруваат и во кои што сметаат дека можат да успеат. Од друга страна, не се истрајни во тоа што го прават, така мислам, значи почнуваат, не оди, гледаат, не бива, ајде ќе се префрлам да пеам туѓи песни. И мислам дека тоа е проблемот, еден од проблемите, меѓутоа од другиот е негирањето од постарите колеги, кои што не им даваат, значи доволно Кредит. па да, не им даваат, не ги валидираат, едноставно ајде бре копилј или било како, значи има навистина кои што се издвојуваат, меѓутоа мислам дека некако не им даваме шанса ние на младите. Она го слушаше и викаше на времето каква песна беше. Тоа е некако И она дека нели сегашнава музика дека немала емоции, сегашнава музика дека била само за пари, само трендови следела. Океј, и они следеле трендови во тоа време. Значи таква била музиката. Зашто им даваме шанса на оние кои што се од страна, а не им даваме на нашите кога иста песна пеат. Мислам исте стилот рап, трап, како и да се вика. Значи мене ми е криво, навистина ми е криво и затоа и сега слушнав македонска беше таа што ја слушам. Значи јас сакам да ги слушам. Сакам да ги слушам затоа што стварно имаат емоции, меѓутоа пак ќе речам, тогаш имаше медиум, имаше телевизија. Тоа што се слуша на телевизија, тоа значи ќе успее. Сега значи едно успева на телевизија, не оти има сега македонска музика, камо е македонската музика на телевизија? Нема, никој не пушта спотови. За кого ги прават спотовите? Ги прават спотовите на YouTube да се гледаат. Сега Значи, TikTok денсови. Ама тоа се кратките, така ли? Не можам да ја слушнам, па одеднаш спасен излезе, како беше песната, ја заборавив. Се камерманот ги знае сите. Како беше песна, ќе ти дојдам. Значи на спасен Се знае да песната му е пред не знам колку години. Ама TikTok трендот пак му ја направи популарна за да сите знаат кој е Спасен Силјановски. Така да повеќе аспекти се, па да речеме нема менаџери, нема вистински менаџер кој што ќе те менаџира тебе како и како лик и како талент. Значи мора да има таков менаџер кој што ќе верува во тебе и кој што точно ќе ти кажува ова е за тебе, тоа е, значи ќе се грижи за тебе да го расте талентот. Денешниве менаџери само закажуваат свирки. Денешниве менаџери, значи гледаат собствената заработката, нели? И тоа е тоа. Не да расте, не да бираат песни, дури не му се ни мешаат во песните. Викај, јас сум менаџер за да ти закажам настапи, јас сум менаџер за не знам што да направам некаква спојка со некого, да бидеш предгрупа на некого. Значи мора да има вистински менаџери кои што ќе се грижат за тие млади деца за да навистина успеат и да не се откажуваат, нема откажување тука. Че очигледно тоа е рецептот за успех. Гледајќи ти тебе ден денес како обстојуваш и во оваа работа, пред нима јас ти се пожелев кој види само ова, правам, само монтирам, па ти ми рече па јас го правам ова. Истото. После 20 години пак мора, значи очигледно тоа е некој мајндсет што треба да си го зацрташ дека ќе тука е таква работа, жал не е во Америка, па сега веројатно во Америка ти би била 500 луѓе би се. Значи не треба да те напушти страста за работата. А ако почне да те напушта страста, значи можеш да менуваш. Значи јас се уште со страст ја монтирам емисијата. Како да ти кажам, значи мене се уште седам и сакам да ја сечам емисијата, ја да ја видам. Знаеш кога би било само окей, јас снимив, одете, терајте. Значи тоа е знак дека нешто треба да менува. А како стоиш со моментот кога се гледаш сама себе, си имала ups and downs кариерно гледано во целиот процес на тој момент? Јас сум човек кој што никогаш себе не се гледа кога е готов производот на телевизија. Никогаш. Значи до ден продуктот денес. не. Финалниот продукт никогаш не го гледам, ќе се видам на монтажа, ќе се видам нели тука додека се снима, меѓутоа финалниот продукт на телевизија не го гледам никогаш. Дури и моите кога се дома, кога сакаат да ја пуштат, не може. Еве, и денеска имаше емисијата, не може да ја гледате, значи тоа е тоа. Ако сакате да гледате, ја ќе излезам. Значи, еве, колку години, не знам, немам храброст да се изгледам на телевизија. Понекогаш знамаш скришно, значи да пуштам нешто да видам, ама она како не знам како да обичам, не се чувствувам пријатно кога се гледам. И еве после толку години никогаш не сум седнала да се тоа е доста чуден момент, некој веројатно што не се снимал никогаш, не знае колку е тоа. Мислам, можам да замислам од твоја перспектива, ние имаме снимано околу 40 епизоди, значи 40 сати можам да се гледам. Ти веројатно имаш илјадници. И на почетокот кога можев по 12 пати да изгледам по 13 пати буквално првите неколку и гледав некои работи,
И па пробуваш нели да се гледаш, па да учиш некоја таква филозофија си преш и како поише се гледаш, сваќаш дека не можам да се гледам, дека не можеш да го издржиш тој притисок и како знаеш се како, пушташ. се гледам додека монтирам, затоа што знам дека можам да сменам нешто. Ако го гледам финалниот производ, не можам да сменам ништо и тогаш, значи, мислам, можеби е, да речеме, некаков перфекционизам, ако си најдам замерка, значи, па додатно ќе се нервирам на тоа. А вака, значи, си ја гледам додека монтирам, знам што можам да сменам, а у суштина и кога се гледаш таму више оттишло у етер, тоа е тоа. Значи веќе не го зимаш пристрасно никако. Па, И да. нема- И после ги читаш, нели? Ги читам коментарите, сакам да ги читам Тоа ќе коментарите, те прашав. сакам да слушнам што мислат луѓето, сакам да видам што е веродостојно, што искоментирале веродостојно, што е нели за чисто да го искоментираат за да те навредат. Најубави ми се коментарите кои ќе ми речат леле видија на што личи. Оу, тоа ми е супер, затоа што тоа уопште не ме допира. Или кога ќе ми речат какви ти се глупави прашањата, одлично, значи на добар пат сум. Затоа што јас сум па поборник на тоа дека не постојат глупави прашања, дека постојат само глупави одговори. И тоа ми се докажа со тоа што јас секогаш поставувам едно исто прашање на сите четворица, нели? Не викам дека одговорите на моите гости се глупави, но се различни. Значи ти можеш да поставиш едно прашање, да добиеш 4 различни одговори кои што се точни. Така да, ја мислам дека не постојат глупави прашања. Може би постојат несоодветни прашања за одреден човек, меѓутоа не глупави. Со моментот дека не те допираат коментари, тој пресврат, тој скил сет, што би рекле, кога го стекна, да не те допира нешто. Имав проблем, голем проблем имав, посебно кога бев на X Factor. Значи, тогаш најмногу ме допира, можеби затоа што беше најголем проект и заради тоа што тогаш прв пат се соочив со Twitter заедницата, која што претходно ми беше непозната, затоа што немаше толку, Твитерот не беше толку развиен и се одеднаш на Twitter те прават Која година тоа партали. 2013 беше нешто? Да, првиот беше таа 2012, 13, а вториот пат беше 2014-2015, да, пошто една година се правеше Два имаше, пауза, значи. така два X фактора имаше. Во првиот мислам во првиот нели победи Даниел Кајмаковски, а во вториот Аднан не знам кој беше, од Босна беше. Да, а и тогаш прв пат се соочив, ти викам со Твитер заедницата и викам види ги луѓето коментираат што каде и како, да. Ама имав еден другар кој ден денеска, значи е со мене, цело време он е со мене кои проекти да го работам, Крис. Он тогаш беше многу активен твитерџија и тогаш он знаеше да ме посоветува и да ми каже како треба да се понашам или да ги игнорирам или ми кажеше кога треба да одговарам, така да мислам дека тој беше моментот на пресврт кога сконтав дека или придружи им се, па знаев да им речам нели која ми речат леле Снежа фризурата како петарда, па јас знаев да се сликам со Евана мајчка да им речам дечки не е петарда него брцнав уштекер, али Евана ме спонзорира, така да научив тоа да го да го правам или нели дека не знам да зборувам српски, па знаев да им напишам сакав да ви кажам добро јутро, ама се сетив дека не знам српски, така да. Тоаш на српски збореше кога беше? Тогаш зборував на македонски, меѓутоа инсистираа од таму да зборувам и на српски, значи не знаев српски, можеби сега веќе сум научила, меѓутоа тогаш не знаев. Тоа е посебно осетлива тема кај нашите. Премногу е чувствителна заради тоа што ние сме луѓе кои што не знаеме да работиме со падежи, они кај нив све функционира со падежи и ние едноставно не звучи така добро. Ако не знаеш да го говориш, колку и да се трудиме, ми би обавезно погрешили. Така да, значи, звучи смешно, звучи глупаво и како и да е. Меѓутоа, еве се снаоѓам, знаеш како во живо кога ќе ти речат Снежо во слушалката, Снежо причај српски, никој те ништа не е разумео. И ај сега, значи ти си уживо пред толкава милионска публика, значи знаеш колкав е притисокот, а ти мора да збориш српски и онда лупаш. Тоа е тоа. Пак се враќаме на тоа, не се откажува. Поминало, така се калеше челикот, така се калеше Снежето, што да ви кажам. Во тие моменти сигурно е премногу лично некој. Јас знам и по себе, например, на почетокот некој зборче користиш или нешто, имаш да сега глупо да го спомнеш и некој ќе го забележи, пошто луѓето нели најчесто забележуваат, значи работи што се онака осетливи и ќе ти пише за тоа за користење на одреден збор за нешто и толку сериозно ќе го доживееш тоа, толку страшно. Треба да гледаш од кого стигнува. Подоцна научив дека во суштина ако стигнува од човек кого не би го прашал за совет, тогаш нема потреба
слушаш за неговата критика. Но ако се повторува, да речеме, некоја критика, како што кај мене се повторуваше на почетокот на нешто конкретно дека премногу сум гласна, тоа значи дека треба да проверам дали навистина сум гласна. И свативме дека мојот микрофон малку е појачан, па го намаливме. Меѓутоа, значи навистина забележале дека сум погласна отколку што е нивото на гостите. Така да таа лекција што ја научив, дека ако не те прашувам за совет, што би ја слушал твојата критика кога ти не си од мојот сектор, нели, мислам сега некој од таму, некое село кој што никогаш не се сретнал нити со телевизија, нити било што да ми каже не седиш правилно, мислам дека не треба да го слушам на истиот начин на кој што јас не можам на него да му кажам погрешно ја садиш пченката затоа што ја за тоа не сум стручна, значи ти си најстручен за тоа и мислам дека е глупаво ја на тебе да ти давам совети за ти како треба да се однесуваш со твоите земјоделски производи. Сосема глупо. Да, мислам така да треба да се гледа од кого стигнува и кога стигнуваат критиките и поддршката од луѓе кои што се од мојата бранша, навистина знам сериозно да обрнам внимание. Така, сега да се навратиме на нешто конкретно би сакал. Спомна некој ќе замри дека поставаш глупи прашања, јас би го воведол нешто конкретно би го представил како емисија која отвора многу суштински теми преку суштински прашања кои ти на некој многу специфичен начин знаеш да ги поставиш и да предизвикаш некоја реакција кај гостинот, каде што доста емотивно и он ќе го свати прашањето, ќе му пристапи, нели ќе отвори некои страни од себе на специфичен начин. Ме интересира кој е можеби најемотивниот момент кој си го имала во емисијата, бидејќи се отвараат доста сензитивни прашања, доста теми, партнерски односи и секакви односи. Доста знаеш некако онака општо народно, нели да му пристапиш на целиот разговор. Кој е некој момент така е најемотивен што ти текнува од емисијата, од снимањето, од одговор на некое твое прашање? Па има многу одговори кои што луѓето сакаат да ги споделат, кои што знаат да ги кажат на начин на кој што досега не ги кажале сите тие работи. Мене ми беа интересни, а сепак се емотивни татковците кога ми беа во емисија, значи имав 4 татковци за кои што зборувавме за бременности, за тоа како они си ја поминале бременоста, затоа што никој не ги прашува татковците, нели? Така да имаше многу интересни моменти како тие ја доживуваат бременоста на сопругите, па како тие значи се однесуваат со своите дечиња, значи начин на кој што досега никој не ги прашал, нели? Таткото е тука да биде јак, да биде силен, меѓутоа кога ќе пукне во денјакот на жената, да видиш каков стрес е тоа, значи од таа страна, па нели прашањето, а колку вие се здебеливте, навистина се здебелуваат и татковците, дали им е тоа на нервна база или не, па како им е тешко и на нив да ослава, така да тоа беа некои интересни, емотивни моменти кои што на интересен начин беа споделени. Мене ми беше одлично и многу емотивно интервјуто на Игор Џамбазов, кое што ми е посебно драго, заради тоа што го направивме, затоа што сепак Игор Џамбазов е човек кој што заслужува такво внимание, а јас сум му благодарна затоа што насловната песна Нешто убаво е во суштина негови се стиховите, така да сметам дека и моја обврска кон него е да му овозможам во песната, во емисијата каде што неговите стихови се дека треба да биде гостин, значи сам. Баш ка човекот збори не за 20, не за 5 души, за 6 души, има тука муавет и муавет. Така да тоа е емотивно интервју на кое што не му поставува прашања кои што се, да речеме, за неговата кариера, него тоа беа оние кои што се животни прашања на кои што ги слушнав неговите одговори. Всушност што луѓето и највеќе некако сакаат да слушаат некој, баш знаеш ти тоа на многу специфичен начин, како што ти спомнав да го доловиш. Сакам да ги комплицирам работите. Јас сум човек кој што многу сака да ги комплицира работите. И само меѓу себе да се брка. Дури дома сум таква, значи она која ќе ми рече, зашто комплицираш? Едноставно така ми е забавно, знаеш, и ми е нешто ако е лесно и едноставно, не ме исполнува, значи сакам да ги комплицирам нештата за да бидат поинтересни, затоа што на сите можам да им поставам прашања кои што е многу едноставно и да им речам, а што мислите вие за темата загадување на воздух и сега ние тука ќе зборуваме. Не, ајде да го образложиме прашањето поинаку, па да почнеме подлабоко да ја разглобуваме темата, па ќе видиме дека загадувањето на воздухот не е од денеска, туку дека загадувањето на воздухот само не било толку медиумски покриено, иначе од секогаш било загадено во Скопје, така да. Тоа е тоа.
Сега исто така ме интересира од кога ќе ги искомплицираш сите работи на сите полиња, како успеваш да избалансираш тука и да најдеш некој баланс. Доста на твојот Инстаграм профил се гледа твојот лајфстайл, го прикажуваш како некои здрави навики, исто така си веган, како што Да. може да прочитам, значи околу делот на исхраната исто така. Како го правиш тој целиот баланс од кога ќе ги искомплицираш сите работи, од кога секаде ќе гледаш да Јас направиш. живеам во дисбаланс и тоа е мојот баланс. Ако нешто све штима и ако она ништо не се дешава, onda го викам, ау, чекај нешто тука, стави си дај. каменчиња во Да, патика, дај нешто тука да пореметиме. Прво да ти кажам дека сум веган исклучиво од здравствени причини и сум веган затоа што немам избор да не бидам веган, затоа што имам здравствени проблеми и мислам дека тоа е многу важно да се знае, затоа што кога си веган по избор, тоа значи дека малку поинаку се однесуваш во однос на тоа кога си веган без да имаш избор. И тогаш работите ги учиш на многу потежок пат и да речеме не ми се допаѓало дека ја морам да бидам веган и ден денеска не ми се допаѓа кога замисли да не можеш да јадеш бурек, замисли да не можеш да јадеш пица, замисли да не можеш да јадеш да пиеш јогурт, чоколада да не можеш да јадеш. Па зашто ти е животов, така мене ми викаат. Така што значи веганството го прифатив како начин за да преживеам, затоа што имам сериозни проблеми и ден денеска кога ќе се случи не дај Боже нешто да каснам во кое што има нели млечни производи, знам бурно да изреагирам, така да тоа е еден предизвик, еден начин на живот Осеќаш кој што ми бенефити е. од тоа и често се збори тоа и тука сме зборели ние. Па како цвеќе се осјаќам, разбираш? Веганите, разбираш, они не умираат, они венеат. Како вика мајка веганка на децата што им вика, елате деца ќе ви свене јадењето. Но нема тука ќе ви се излади. Така да, окей се чувствувам. Мислам дека се чувствувам подобро од кога станав веган баш заради тоа што веројатно таа исхрана која што е нели месо и млечни производи не одговарала на мојот организам. Па тогаш се чувствував и тромо, имав и отоци, се случуваше да имам буквално повраќања во тек на 2-3 дена, значи на вистина не функционирав, меѓутоа како станав веган, еве здрава права. Така, ќе чекаме да видиме која ќе сведам. А по дома сега кој им готвиш на сите, ти само го гледаш. Да, Што ти гледам, поставиш на немам Инстаграм? никаков проблем немам, значи да сготвам месо, да сготвам, значи млечни производи, никаков проблем, значи готвам, не пробувам, отприлика знам што треба да ставам и не инсистирам нели да некој на кој што не му одговара да биде веган, да биде веган, но се трудам да децата јадат готвена храна, затоа што мислам дека тоа е приоритет, а и они како ме гледаат мене дека цело време готвам по дома, се викаат шо па ќе трошиме пари надвор да јадеме, дај мајка ми тука сготвила. Големи се веќе па знаат да си донесат одлука, а во однос на тоа како балансирам, ете не ти го одговорив прашањето, обично знам да онака Ми ќе одговори со навлезам. дисбаланс. Така ли со Пак дисбаланс, искомплицирам. тогаш пак искомплицирам. Јас сум од тие кои што комплицираат. Ама за да биде интересно, знаеш, ако е све рамна линија, замисли. Тоа не ми било никогаш јасно. Значи како може да ти е све рамна линија и да си живееш ти со тоа? Ништо да не се дешава во животот. Искомплицирај си па. Па искомплицирај си нешто, направи си, например, кога ништо не ми се десило од сабајле, зимам и си истурам кафето доле да земам да го изрифам. За да биде нешто да почне и Нешто после да да се мислиш, дали ова беше лоша среќа сега, што ми се истури кафето? Па си се туфкам, се викам, а што убаво ми беше ова кафе, па после пробувам ново да направам и така. Се зезам секако, меѓутоа Постојано имаш занимација. имам занимација и сакам работите, посебно кога ми се случуваат на таква некоја, да речеме, нешто кога ќе се сопнам, нешто кога ќе скршам, значи знам да си изнасмеам. Порано знам дека сум се нервирала, ама сега не се баш. И кога сме сега кај насмевката, тоа често некој кој би спомнал Снеже Вилков, би додал насмевка до тоа, што е убава некоја карактеристика. Ме интересира како ја одржуваш таа насмевка постојано, бидејќи си доста специфична и препознатлива, може да кажам по тоа. Сега е доста време кај што се збораат и такви теми, кој во како во расположение, кој како се чувства, како функционира во животот. Позитивна, како беше она токсичност, не е позитивна токсичност, некој е токсична позитивност. Не, го знаеш тој термин, Не. токсична позитивност, дека сега сите се насмеани на Инстаграм, дека све е бајно и сјајно, дека све е она, сите мора да се смееме, сите мора да се забавуваме и све, таа е токсична позитивна, и дека мораме све позитивностите да мислиме. Дај, молим ти се.
мора да си ненормален ако све ти е позитивно и ако све ти е она да се смееш и да се забавljаш на све. Не иде така. Нешто, тука некој се утепал, леле, падна, скрши рака, но дај. Значи, стварно претеруваат луѓето, а во однос на мојата насмевка, значи, ја одлучувам да бидам насмеана. Значи, одлучувам дека денеска, значи, што и да се случи, ќе се држам до мојата насмевка и до дека ќе бидам позитивна. На почетокот, кога почнав да возам велосипед, почнав да возам интензивно во короната, морам да ти кажам дека се случуваше да луѓе или ми пишуваат или онака снеже добра ли си, што ти се случи, зашто си толку насмеана, ало луѓе. Значи, така сум одлучила. Значи, одлучувам да возам точак, тоа ме прави среќна, тоа ќе го направам, значи, и ќе терам што треба сега да се туфкаме. Ја мразам таа македонска навика да се туфкаме. Значи, ја одбивам да се туфкам. Луѓе што сака нека биде. Туф, загаден е воздухот. Туф, оваквот. И после, откако ќе се реши проблемот, значи, и раздувал ветерот и чистил воздух. Леле, ама беше загаден, ајде па ќе се туфкаме за тоа. Ретроспективно. Па, нормално. Значи, туфкањето, мислам дека е најголемиот проблем на нас македонците и дека ако не се секираш за проблемот, ти си неарен. Сега имало корона, ајде сега сите ќе се секираме. Да, се секирам. Да, ја согледувам ситуацијата. Да, комплетно сум влезена во проблемот и знам дека е навистина сериозно и страшно. Меѓутоа, дајте да не го збориме тоа цело време. Значи, не убија со се. Има ли позитивни работи? И на вестите истото, што прво ќе кажат, тоа се десило, свет црнила, и на крајот ќе кажат. И една мајка на 61 година роди дете. Ало, тоа е прва вест. Како ми го кажеш тоа на Сабајле, прво, па мене денот има да ми биде супер убав, а не ти да ми кажеш, внимавајте ке нема автобуси. Брате, не ме убивај. Може сакам со точак Сабајле да се возам. Така да... Да, тие црни информации, тоа туфкање дефинитивно број еден карактеристика кај нас и бев сега на стендап баш кај Тино и Јатанас, имаше еден многу смешен момент за македончето кога ќе загусти за моментот со кичмата. Леле, кичмата. И тоа ми беше ама исто. Демек се, ама готово демек ако нема веќе аргументи, побивање сега како ти што рече, и ако нема готово сега ме фати кичмата и И ние имаме уште една карактеристика која што е на македонците, е тоа што ние не се обидуваме да ги решаваме проблемот, него ние се навикнуваме да живееме со проблемот. Значи, те заболува кичмата, ти више размишљаш на кој кауч сега ќе седнам и дали ако седнам на овој кауч треба да ставам одоздола перниче или не треба. Не идеш да го решаваш проблемот со кичмата, не идеш да се сликаш, не идеш да се снимаш, него ќе ти помине. За било што така функционираме. Значи, немало овако, се навикнуваме. Добро, ќе поживееме. Треба да се решаваат проблемите. Не сме склони на решенија, како нација дефинитивно, но и тоа е така како што е, мора да продолжиме да живееме, еве се трудиме, ти се трудиш со тоа се што правиш, да ги насмеш луѓето, да ги едуцираш често преку емисијата, онака баш широк диапазон, што ви рекол. Диапазонот, да. Сега ме интересира, кога ќе се навратиш нови некој пат, ти предпоставам дека нешто конкретно би го земала како некој пик на твојата кариера или можеби проект кој би сакала да зборува за тебе, предпоставам, иако имаш доста позади себе. Ме интересира кој е моментот сега кога се навраќаш, иако ти си далеку од крајот на кариерата, ги се уште млада. Никогаш не се знае. Од кај се знае. Ме интересира кој момент би го издвоила каде што си се осетила како за ова се пак вредеше. Што спомнавме на почеток, таа прво твојата луда некоја упорност, па после луда издржливост, одење буквално против сите коефициенти за да успеш, за да се изградиш, за да опстиш во етерот, во кариерата, сама со себе или на било кој начин. И кој е тој момент кај што си викаш или си имаш кажано, ова стварно како вредеше? Постои ли такво нешто? Па, вредеше, X факторот вредеше кога ја гледав публиката после на крајот од концертите, кога победи Даниел Кајмаковски, да речеме, навистина вредеа сите тие патувања. Вредеше моментот на многу летав, значи летав буквално секој вторник, јас летав во
во Белград и се враќав, патувања еден куп, значи одење, враќања, седење до доцна, па се случувало до 1, до 2, до 3 да седиме, значи во телевизија да монтираме, значи кога на крајот ќе го видиш целиот тој успех кој што и публиката го препознава, навистина се викаш и добро вредеше, значи и отсуството од дома, децата ми беа мали тогаш, значи го губев тоа време со нив да ги гледам како растат, значи сватив дека вредеше затоа што е навистина проект кој што публиката го препозна и кој што му даде вредност дека навистина е тоа кое што за кое што ние сме се труделе и сме се бореле дека вредело. Поддршката од нив стигна. Значи буквално имаш доаѓаш на сцена, гледаш полна публика, сваќаш дека тоа е тоа, затоа што победата на Даниел Кајмаковски сепак не беше само со тоа што нели он настапуваше на сцената, меѓутоа имаше тука цела поддршка, нели, кој што цела држава, буквално. Буквално и тоа беше нели прв момент кога се случи да македонец победи на такво регионално шоу. Па од тоа нема поголем мерак, значи која ти вика македонец, знаеш, учествуваш како беше, учествувавме, има еден таков цитат, учествувавме Дениция кога ја гледала создавањето на македонската држава. Сега Снежа да ја гледаше по првата победа на после тоа се случи на Big Brother победи Спејко, Дарко Спејко, значи исто така бев дел и од тој проект, така да им викам ако сакате некој да победите, земете мене. И имаше после тоа избори имаше и знам дека беше пата тие изборите, викам никој не ме зема партија за тоа, така се десило, така да убави ми се моментите затоа што имаше многу интервју кои што сум ги направила на луѓе кои што денеска се многу познати и многу ми е драго за тоа затоа што им ги знам, зачетоците им ги знам кариерите како им почнале и многу ми е драго кога сега ги гледам како успеваат и она баш си ги чувствувам како не знам некаква посебна емоција имам кон нив, и кон Тамара, и кон Лозано, и кон Сашко Куцев, и Даниел Кајмаковски, и Спејко, значи, пошто сум ги гледала баш како почнувала, Ламбе исто така, Ламбе на времето почна кога беа оние македонски звезди, значи ние имавме X Factor пред сите да има, значи ние имавме М2, така е, и Елена Ристевска, значи тоа се ги знам, Тамара кога почнуваше, знам, така да некако ми се многу драги сите тие луѓе и знам како успевале и како растеле тие млади генерации, затоа многу сакам да бидам дел и од растењето на овие сега млади генерации, кои што стварно има многу квалитетни деца. Така да сакам, значи да им помогнам колку што можам. Така, со твоето гостување денес ни помагаш и на нас. Фала ви. Се сакам да те прашам како стоиш со планови, дали си личност која планира, веќе јас секогаш при крај сам да ги прашам луѓето кои што зборам што планираат, што име се јава во глава. Види, јас сум човек кој што планира, маш ми знае да ми каже дека ја работам без план, ја у главата знам, меѓутоа не кажувам, затоа што па си имам едно свое мото дека ако го кажам нема да ми се оствари и тоа до сега ми се покажало како точно, значи јас планирам, имам план у главата, али не го кажувам. И обично така изгледам као да нештата ми се случуваат и ги терам без план. Меѓутоа, мојот план е во главата. И пред да направам било што, јас прво тоа во главата си го имам. Дури и размислено, дури и искомуницирано со човекот, дури и сум се видела со човекот, знам што ќе му кажам и колку и да изгледа смешно, јас за секој мој настап, за секое моје појавување, за секое моје разговарање, јас имам еден муабет кој што викам си правам муабет сам со себе. Значи, буквално, со секого, за све. И знаат и децата, дури кога сум по дома, ја така си зборувам, вака, мамо, што правиш? Викам си зборувам сам, добро, на мене не ми се обраќаш, не, добро, а рано психолог ми каже дека тоа е нормално да се зборуваш сам со себе, така да не сум луда, да знаете. Инаку, буквално ти кажем, значи, плановите ми се во глава. Понекогаш знам ништо да напишам, нели чисто за да не заборавам, ама не споделувам со никого. Па нека биде така, ако тоа така се вика, да. Значи саш да осетиш енергијата на планот и тоа ти е доволно. Не ти треба целата загадка. Снеже, тука сме веќе негде при крај. За форматот што го имаме, сигурно може уште 2 сати да збориме. Ние сме сега временски околу на 1 час ограничени. Сам многу да ти се заблагодарам. Кај се ограничува тоа на телевизија се ограничува. На YouTube се гледаш. Тоа е муабетот. Има и нема, ама секако имаме и уште едно снимање, не снимавме 2 недели, касневме, јас не бев тука, еве се враќаме пак се на таа и некоја издржливост,
посветеност, твојата енергија денес многу добро дојде во ова студио и на нашиот проект, затоа уште еднаш фала. Јас многу се Фала ти. заблагодарам на крај тоа цело време ми го споредам. Како се чувствуваш ти, битно е да не бидеш фейкер. Пошто знаеш, има и фейкери многу. Така да, имам како ти слушам. иде така? Ако ти иде така, така зборис. Јас имам правило да без разлика го сечам тоа, на пример, кога мене ќе ме поддржат и кога ќе ме кажат Снеже колку си добра, фала ти, ја го сечам тоа. Се уште не сум навикната на тоа да ме фалат луѓето, така да. Јас и во најавата кажав што оди пред подкастот, ти си за мене дефинитивно OG во ова што го правиш и дефинитивно најрепрезентативен новинар. Сега пак да не оди таа приказна колку имаме, немаме, дали имаме на страна од тоа се, нели секој го прави тоа најдобро што знае да го прави. Очигледно таа енергија по која ти се водиш и тој некој план што го имаш, што не го кажуваш, е доста добро функционира, затоа си таму каде што си. Мене ми беше чест да разговарам денес со тебе. За крај сакам да се заблагодарам на нашите спонзори, тоа се Пролом вода и Urban Life. Со код NextGen на страната на Urban Life имате 10% попуст на артиклите кои не се на попуст. Денес, како и во секоја емисија, имаме поклон за секој од гостите. Urban Life си иначе заеднички пријатели на мене и на Снежа. Да, од сам почеток ми се. И Urban Life и Барнер. Затоа имаме исти погледи на светот, дека носиме Барнер, ти знаеш да. За и вие да се приклучите на тој поглед, може да ги нарачате Барнер, има нови модели на Urban Life, најдобрите очила заштита од сина светлина, доколку седите на компјутер. Искрено ви ги препорачувам како некој што ја користи секојдневно. За Снеже поклонот е исто така од асортиманот на Urban Life, станува збор за Infinite Book, ги покажувавме пред некоја епизода, премиум тефтери, пиши бриши. Така да јасниме пиши бриши тефтери, а ова ќе биде за Снеже. Поклон од нашите заеднички пријатели. Сакаш нешто да ти напишам, нешто да ти напишам да направиме. Веќе напишам. Да, не си го избришал. Треба да се избрише, да. Ама тоа е убавото, значи што можеш да си бришеш и да си пишуваш пак. Имам јас своји начини на кои што пишувам, не знаеш колку пишувам, али толку лошо пишувам да никој не може да ми го разбере ракопис. Така да. Значи само за секако енкриптираш. Да. Тоа јас ги потрошив сите зборови за ова, тоест морам да ги потрошам за да некако да одјавиме емисијата, да има некој редослед. Како се чувствуваш ти тука? Одлично, ти благодарам многу. Благодарам што ме препознавате како лик кој што може да се вклопи во на Next Generation. Фала многу затоа што обично постои тој генерацијски јас кој што пак колку старите не ги прифаќаат младите, толку и младите не ги прифаќаат старите, а верувајте дека сум од тие старите ја. По генерацијата, значи. Така, но не се осеќа тоа дефинитивно. Мислам дека тој јас го немаше, направивме можеби различна генерација, но се најдовме некаде на поло и направивме супер разговор, јас сум искрено задоволен. Фала ви на сите што останавте со нас овие 58 минути. До следното гледање, пријатно.